Благодарам. Јас децидно наведов зошто треба да се гледа во политички систем и на регулативите кои што се повикувате, како што кажав, само декларативно се повикувате, за да потоа во содржината на законот не ги применувате истите и не ви се внесени. Затоа сметам ја дека треба прво да се разгледува на своето матично работно тело ова законско решение, значи на политички систем, не е спорно и убаво што се повикавте на членот 79 ставот 2 дека собранието не може да расправа по предлог на закон со кој што се врши усогласување со правото на Европската унија, ако предлогот на законот не го разгледа Комисијата за европски прашања на собранието. Ја не спорам дека треба и Комисијата за европски прашања да го анализира овој закон, да го работиме овде, ама мора да воспоставиме ред и редослед на работите во ова собрание. Прво, вие не спорам за потребата на попис, да не се разбереме погрешно. И како ни е насушна потреба за економска предвидливост да се изврши попис, но не по ваков терк како што го замислувате во овој закон, и креирање на економски политики за воиднина. И уште еден преседан што направивте вие како председател и треба да го знаете, не можете да навлегувате во материјална расправа додека точката на дневен ред не се отвори. Ние немаме ни изгласано дневен ред, а вие веќе материјално навлеговте во законот. Јас не навлегов нити материјално, нити разговарам за суштината на законот, разговараме сега за процедури. Процедурите мора еднаш за секогаш да се променат. Не може само под плаштот на европско знаменце вие да протерувате закони. Имавме закони кои што не беа усогласувани во минатиот мандат со европската регулатива, ама овде сега на мускули ќе ги протуркаме. Ако ние сме пример на законодавен дом кој по хиерархија треба во општеството да гради како треба да се однесуваат граѓаните, тогаш дајте да бидеме пример така. Нели сме кон европското семејство? Ова не се европски вредности. Уште еден преседан направивте. Не требаше да влезете во материјална расправа без да отворите точката на дневен ред. Благодарам.